Со консензус, Државната изборна комисија констатираше дека има над 330.000 спорни гласачи. Тој е најдобар доказ дека последните неколку изборни циклуси во Македонија се нелегитимни. Од овие 330.000 гласачи, над 124.000 спорни гласачи воопшто не се проверуваат. До денес, Државната изборна комисија не даде никакво објаснување зошто не се проверуваат. Државната изборна комисија е должна да им објасни на граѓаните како ќе се проверат овие 124.000 спорни гласачи. До Министерството на внатрешни работи се дадени над 75.000 сомнителни гласачи за рачна проверка. Секое досие по досие. И до Министерството за правда се дадени над 71.000 гласачи кои што треба да се проверат во евиденцијата на матичната книга на родените, дали имаат извод од книгата на родените. И сето тоа до 31 март, односно за 2 дена. При проверките во Министерството за внатрешни работи можно е да се појави потреба, согласно управната постапка, вработените во МВР да излезат на теренска проверка и да ја утврдат фактичката состојба со живеалиштата. И ова треба да се заврши до 31 март, односно за 2 дена. Министерството за правда треба рачно да отвори секоја матична книга на родените и да утврди дали овие 71.000 гласачи се воопшто родени во Македонија. Повторно до 31 март. Кога ќе завршат Министерството за внатрешни работи и Министерството за правда, треба да ги вратат сите спорни гласачи до Државната изборна комисија, која што ќе треба да изврши теренска проверка онаму каде што е потребно. Откако ќе се спроведат сите проверки, треба да се избришат сите оние гласачи кои што согласно законот не смеат да бидат на избирачкиот список. Но, до ден денес, Државната изборна комисија се уште нема соопштено како мисли тоа да го направи. Законодавецот нема дадено јасни ингеренции на Државната изборна комисија за бришење на гласачи. Следува дека најверојатно овие гласачи ќе бидат дадени до Министерството за внатрешни работи за бришење. Тоа предвидува управна постапка, која што исто така предвидува и жалбена постапка до второстепената комисија на владата, како и до управниот суд и до вишиот управен суд. Пред неколку дена јавноста беше и сведок и на крадењето на податоците од вкрстените проверки на бази на податоци од страна на представниците на ДПМН, ДУИ и ДПА во ДИК. Тоа се информации со податоци од личен карактер за граѓаните. Со ова представниците на ДПМН, на ДУИ и на ДПА во ДИК го дискредитира процесот на прочистувањето на избирачкиот список. За оваа афера јавно ја повикуваме и да се изјасни и Дирекцијата за заштита на личните податоци. Имајќи ги сите овие информации во предвид, јавно ја повикуваме Државната изборна комисија да соопшти. Прво, дали процесот за проверка на избирачкиот список е кредибилен. Второ, дали знае како ќе се избришат гласачите кои согласно законот не смеат да бидат на избирачкиот список. Трето, Државната изборна комисија треба да даде јасен патоказ и роковник за прочистување на избирачкиот список и негово поставување на јавен увид. И четврто и најважно прашање, дали за изборите на 5 јуни можеме да имаме веродостоен избирачки список. Благодарам, докато имате прашања, повелите. Тоа значи дека бараме Државната изборна комисија да одговори на сите овие прашања пред кои што сме исправени сите ние и граѓаните на Република Македонија. Колку сте задоволени од работата на председателот? Државната изборна комисија е веќе апсолутно независен орган кој што се формираше како процес од договорот од Пржина. Председателот или воопшто работата на Државната изборна комисија ќе ја цениме според квалитетот на работата, односно прочистувањето на избирачкиот список и спроведувањето на изборниот законник во сите фази од неговото спроведување.